Од денеска повторно важат посебните мерки на Министерството за животна средина за Струмица, бидејќи мерењата покажале дека прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри е надминат во 2 последователни дена во овој град. Соопштението излезе утрово, а во него стои дека загадувањето било високо на Бадник и Божик, 6 и 7 јануари. Активистите на Здрава Котлина пак имаат сомнеж во целиот систем на мониторинг, вклучително и од инспекторите. Инспекторите секако дека нема да најдат ништо, тие со години бараат и ништо не се нашле, не верувам дека и нешто и ќе најдат. Од друга страна, знам дека нели се правеа цела година истражувања за тоа колков е воздухот во Струмица, професориве истражуваат, но и тие како инспекторите рекоа дека до дрвата. Сега, од каде сулфур во струмичките дрва? Дали е тоа од дрвата? Мора да знаеме дека Струмица е 6 до 10 пати позагадена со сулфур диоксид отколку сите останати градови во Македонија. Струмица има сулфур диоксид колку што заедно имаат Скопје, Битола, Кичево, Куманово, сите на едно место ставе. А при тоа Струмица не е ниту индустријски град, ниту Струмица нема ниту приближно толку автомобили колку... Втор аргумент зошто загадувањето во Струмица е проблематично и не од домакинствата. Според Танушев произлегува од фактот од пописот во 2021, според кој 40% од струмичките домакинства се греат на електрична енергија, а најголемиот број локални институции па и некои индустријски капацитети се гасифицирани. Останува прашање од каде толку сулфур диоксид во Струмица. Наше мислење е дека сепак одредени индустријски капацитети во Струмица согоруваат нешто што не треба да го согоруваат и при тоа немаат ниту основни филтри за таа работа. Особено индустријски капацитети кои што можат такво нешто да си дозволат, се ризични, затоа што низ годините никој ниту ги приморал. Пред неколку дена имаше вореден инспекцијски надзор во 3 струмички индустријски капацитети со А интегрирана дозвола, од кои 2 не работеле, а од третиот чекаат да се достави извештај од мерењата направени од акредитирана лабораторија. Екоактивистите не само што не веруваат во инспекцијските надзори, тие сметаат дека целиот процес на мониторинг е сомнителен според нив, бидејќи компаниите сами си плаќаат за мерењата во акредитираните лаборатории. Револтирани од високата загаденост, Здрава Котлина најави протест за загадениот воздух во Струмица.